Благодарам, подпредседателе. Ова ќе го кажам само за македонската јавност да знае што се работи во ова македонско собрание со донесувањето на овој закон за изменување, предлог закон за изменување и дополнување на законот за градење по скратена постапка и другите 4 пропратни закони со кои ќе се овозможи според пратениците од власта или владата подобро и поефикасно спроведување на проектот за изградба на коридорот 8 и коридорот 10Д на фирмите Бехтел и Енка. Не за овие 4 пратенички од власта, кои како последни мохиканци секоја чест пробуваат да одбранат нешто што не се брани. Овој закон, предлог закон, почитувана македонска јавност, значи само едно: поништување на постоечката законска регулатива, овозможување да се гради без закон, овозможување да се гради и кради како ќе ви текне. Тоа значи овој закон. Со овој закон што го предлагате се суспендира законот за градење и овозможува криминал на векот да се спроведе со спроведувањето на овој проект. Уште одма да кажам, како политичка партија ВМРО-ДПМН и јас лично како пратеник кој доаѓа од Прилеп, кој ќе биде опфатен со овој проект за изградба на автопат Прилеп-Битола, велам дека и кажувам јавно дека ја поддржувам изградбата на автопатска делница. Ја поддржувам изградбата на овие коридори, но барам тоа да биде транспарентно, честно и јавно. Барам овие законски измени или тој договор кој беше склучен да беше спроведен на најтранспарентен начин. А не вака шверцерски, никој од нас го нема видено и ние тука со денови разговараме за нешто што не знаеме, што не сме го виделе. И ние тука се расправаме, ние кажуваме едно, вие кажувате друго, ние напаѓаме, вие браните, а ниту ние, ниту вие сме го виделе договорот. Поима немате внатре што пишува. Тајна било. А нешто само што се знае е дека ќе чини, и тоа точно не е утврдено, дека ќе чини 1,3 милиарди евра плюс 238 милиони евра за експроприација, што и тие не се, како што ве разбрав, дека не се конечна цифра, и плюс, не знам, одредени пенали кои веќе почнаја да се исплатуваат, бидејќи сте прифатиле доколку не се смени постоечката законска регулатива да се плаќаат пенали. Почитувана македонска јавност, ова значи некој да му текне во центарот на било кој град, во Скопје, например, на плоштад, да ја потпиши договор со некого за изградба на некој објект, да почне да си гради и после да се менува комплетната законска регулатива за тој објект да биде законски. Тоа го правите вие со донесувањето на овие 5 закони. Но да одам со ред за овој закон. Овој закон, како што кажав, се носи со една причина: да нема одобрение за градба, да не важи законот за градење. Ова е единствен проект каде нема да важи одобрението за градење, што значи се поништува законот за градење. Дали на ваков закон е нормално да се стави европско знаменце? Дека не е нормално, одма излегува од Европската куќа евроамбасадорот Гир и кажа дека вакво нешто е злоупотреба на европско знаменце и дека овде апсолутно не станува збор за никакво усогласување на постоечките на законите со европската законска регулатива. Напротив, ова е само алиби да се гради нешто надвор од закон, како што и се обидувате ова да го направите. И замислете,
вакво нешто, почитувани колеги, да се направи во Германија или Франција. Ова не можам ни да го замислам, бидејќи е невозможно. Замислете во било која друга европска земја да се поништи закон за градење, закон за урбанистичко планирање, што е основа за отпочнување на еден ваков процес. Ова е страшно нешто. Ова е недозволиво. Еве, за јавноста да биде запознаена, ова е буквално вака. Се презеле обврски со подпишување на договор надвор од постоечката законска регулатива, а сега постфестум дополнително се менуваат правилата на игра. Ако сега се сменат законите, тоа е како некој да добил тендер, а вие отпосле ги менувате правилата на игра за да го озаконите тоа незаконско добивање на таков тендер, што е кршење на сите процедури, спротивно на закон, и за тоа се одговара. Тоа вие треба многу добро да го знаете. Замислете за одредени категории на градби да не постои закон. Еве едно прашање до сите вас. Почитувани колеги, блиски се, пресни се сеќавањата со случајот со модуларната болница во Тетово. Не дај Боже, што ако се случи нешто слично и кој ќе преземе и понесе одговорност? Бехтел и Енка сигурно не. Кој ќе понеси одговорноста за тоа што се поништуваат со овој закон сите потребни постапки за урбанизам, за одобрение на градба? Тука се сите фази за одобрение на градба, безбедност, пожари, статика и така натаму. Ова се суштински главни работи кои треба да ги има секој проект. Сега со овој закон се суспендираат. Еве да ве запознам како тоа на сличен начин овдека донесовте исто така насилно шверцерски закон за измена на градење со модуларните болници и како е ставена во употреба со какви документи модуларната болница во Прилеп. Модуларната болница во Прилеп е изградена само со геодетски елаборат издаден од општина Прилеп и записник за примена на опрема, шкафови и столчина и слично. Надвор од комплетната законска регулатива. Што ако нешто се случеше, а во документацијата немало ни основен проект, што е обврска, ниту решение за технички прием, ниту документ за примопредавање, не може нешто да се примопредаде кога не е законски надвор од сите закони е направено, и решение за поставување на модуларна болница, што требало да го даде Министерството за здравство. Ништо од ова. Е сега, во јавноста е алармот вклучен на најако од подомна. Граѓаните, експертската јавност, невладиниот сектор, медиумите реагираат гласно и со право. Зошто? Затоа што целиот овој процес го водите апсолутно нетранспарентно и шверцерски. Се додека во овој, уште еднаш ќе кажам, во суштина добар инфраструктурен проект и многу важен за нашата држава, се додека е обременет со сомнежи, координатори од типот на овај со дресовиве Артан Груби, се додека се бира надзор на сомнителен начин, надзор кој до вчера шиел гајки, а вие му го давате да е надзор на најважниот инфраструктурен проект во државата. Од вчера за денес или од денес за утре се доставуваат закони во собранието пред пратениците во собранието на Република Македонија. Пратениците гласаат и одлучуваат за закони по договор кој, како што кажав, никој не го видел од сите нас. Се додека е вака, почитувани колеги, а не треба да биде вака, и за ова некој ќе одговара, верувајте дека ќе одговара, овој проект ќе биде секогаш со дамка и на штета на што ваков проект се води во крајно нетранспарентен процес само за исполнување на лукративните, криминалните апетити на врхушката на власта и од Социјалдемократскиот сојуз и од ДУИ, на штета на народот. Благодарам.
Реплика Лолита Ристова.